Добро вечер, среда, 24 април, 21 часот и 10 минути, ова е печат на неделата. Јас сум Сашо Ордановски, како и секоја среда, и оваа среда ќе се занимаваме со некаква анализа на она што оставило впечаток и печат на минатата недела. А што може да биде тоа ако знаеме дека сме 3 дена од изборите? Се направија многу анализи, се направија многу дебатни емисии, коментари, текстови, разноразни други форми на интернет анализи и така натаму. Меѓутоа, сепак после 3 дена сепак малку е слегната една прашина и мислам дека ќе биде добро и ние да се осврнеме на она што се случи во неделата и она што очекуваме да се случи за 10 дена на следниот, на вториот последен круг на гласање на председателските избори. За тоа вечер имаме еден добар состав со кој што ќе можеме да искоментираме, состав кој веќе во различни емисии бил гостит на оваа маса, меѓутоа сте се покажале, па сме покадале повторно. Еве да почнеме од бившата пратеничка на ВМРО ДПМН, госпожата Ѓуистана Марковска. Добро вечер. Добро вечер, благодарам за поканата. Петар Богоевски, кој што еднаш два пати веќе гостувал, последниот пат се видовме Петар за зајавизмот, има 2-3 недели овдека анализиравме во истите емисии. Благодарам за покана. И до мене е Горан Милевски, кој што е председател на Либерално-демократската партија, еден од коалиционите партнери на коалицијата на власт. Добро вечер, Горан. Јас би сакал да започнем со она што е вест на денот и практично вест на последните 2 дена, да ве прашам за еден кус коментари, можда малку да го тоа прокоментираме. Тоа е ова што се случува во ИВЗ. Тоа се разбира е една приказна која таму тлее и која што има свој историјат и кој што не е ништо ново за оние кои што малку ја следат целата таа ситуација, но се чини симптоматично да во сред втор круг предизборен на гласање одеднаш се прави некаква узбурканост која што очигледно може да има и политички последици. Кој е вашиот коментар, еве Ѓугистана, како вам ви се чини? Ние сме секуларна држава и кај нас верските заедници, па и исламската верска заедница е одвоена од државата, формално, правно и по устав. Меѓутоа, факт е дека секогаш имало некое верско влијание, особено во период на изборите. Ово нешто да се случеше пред изборите или по изборите, веројатно ќе го проследевме како вест која може да ни направи некаква тензија, меѓутоа во случајот мислам дека може да има политички консеквенции, особено во делот на недостаток на цензус, односно неизлегување на албанците на гласање. Значи ли тоа, Горан, дека ова можеби не е случајна акција? И првата топка е секогаш, што ме суд, што власта е таа која што тоа го организирала. Се чини тоа така или може има и други објаснувања? Или може би не се ни потребни такви објаснувања? Може би е редовна судска постапка во која стигнала некоја одлука да биде донесена? Симптоматично е пред првиот круг, пред молкот се објавува бомби, сега ете една кавга со внатре во ИВАЗа, денес и парламентот имаше обид да се внеси во таа расправа, што тотално не му беше местото на парламентот да расправа за верски прашања. Не е само ИВАЗа, се случи пресудата за убиството, каде што веднаш се даде етничка етикета на тоа. Мислам дека ако е некој губитник, тоа е коалицијата на власт, која што ја доби до вербата од албанските гласачи, не би се насочил таму дека е всушност изворот на оној кој што го искреирал. Нема интерес да интервенираат во таков вид. Да, баш сега помеѓу двата кругови, кога се клучни и тие албански гласови за да се постигне цензусот од 40%. Сега кој се поигрува со цензусот и со тензијата околу албанските гласачи во вториот круг, мислам, не знам ни дали ќе се дознае, меѓутоа очигледно ова ми мириса на некои математики во предвечерието на вториот круг, бидејќи знаеме за некој ден почнуваат великденските празници, па првомајските празници, веднаш одиме на гласање. Значи немаше кога. Има шанса да е некаков надворешен поздрав. Имаше некои теории дека може би некаква разузнавачка операција да е. Така, некој еве во денес и се дискутира дека тоа е можеби замешателство на некои, да не речем странски служби, пошто премногу сега се жолти комбиња, дека некои можеби или пак некои стари структури во судството замешале прсти. Петар, како ви се чини вам оваа цела ситуација? Па, на мене најзагрижувачко нешто денешниот ден ми е она што Дуи си дозволува секогаш да биде врховен суд во земјата, односно да коментира судски пресуди. Тоа стана редовна пракса кај Дуи, штом се носи пресуда, посебно ако станува збор за обвинет албанец,
дуи се дозволува да испадне дополнителен адвокат на обвинетиот и да коментира судски пресуди во насока на тоа дека секогаш кога има некоја пресуда, таа не е правична, а станува збор за убиство на млад човек. Тоа е, како да кажам, обид да се добијат поени политички поени на најниско ниво, може би е тоа така, на најемотивен да момент. ве подсетам на контекстот во кој Дуи тоа го кажа. Тие подсетија дека на оној случај на убиството на дете во Куманово. Да, знам. Казната за тоа убиство беше драстично помала. Меѓутоа не е работа ниту на мене вечерва да кажам чива казна каква е, ниту на Дуи. Тоа е работа на судот и тоа има уедначена судска пракса, си има апелациони судови, Врховен суд и тие ќе си кажат свој збор. Тоа не е работа политичари да коментираат судски пресуди. Си има судови, ама тие некако не ни се реформирани, тоа не е проблем. Тука ќе ја вклучам во дискусијава и одсутнато тука професорката Сијановска, која толку многу од цела кампања се изнамачи да објасни за юридизација на политиката, а во Македонија освен политизација на правото, друго не гледам во овој момент. Добро. Проблемот е што токму сега се случија настаните. Инаку е жалосно што млад живот загинал таму. Така е, кој и год родителите во право беа 1000 години да ги пресудат, тоа е малку. Тоа е за нив Тоа е ирелевантно. Нема да ги вратат луѓето, меѓутоа. Жалосно е што сега етнички презнак му се дава. Токму помеѓу изборите, да беше можеби после немаше. Тоа е злоупотреба. И сега се користи и тоа е жалосно. Еден трагичен настан, дете младо можел да биде албанец, турчин, македонец во ситуацијата, згаснал животот и тоа е жално и значи затоа е некако оркестрирано и смислено сите по моје овие работи да можеби како што викате случајно се погодиле, меѓутоа многу јас и не верувам на случајно. Да, еднаш е случајно, два пати е коинциденција, три пати е заговор, така вика. Сега треба да видиме што ќе се случува во наредните 5-6 дена да видиме дали и четвртиот пат е сечено лепено и монтирано. Да. Слушајте, можеби и не треба да си дозволиме да бидеме наивни. Оваа земја конечно помина низ разноразни приказни и фази во својата историја кај што бевме предмет на заговори, тоа и домашни и странски. Знаете како, од атентати на председател до насилни упади во собранието, не се баш коинциденции во кои што некој седел во кафеана, па решил да прави нешто, па отишол да, не знам, да прославува на недоличен начин или да убива политичари. Така што, затоа ова го ставам и во тој контекст, бидејќи ние сме во една исклучително сензитивна фаза, вториот на гласање за 10 дена, и се што може да влијае на тоа, може би треба да се види во тој контекст. Македонските граѓани одвојуваат исклучително многу пари за да се заштитат од такви влијанија и затоа се оформени повеќе институции кои треба да работат толку да нема влијание врз изборниот процес од страна на доколку има некакви таков тип на влијание. Дали тие институции си ја сработуваат работата или се директно вмешани во тие влијанија и ги креираат, тоа е веќе работа да се истражат. Петар Богоевски одличен вовед правите за тоа што сега сакам што е темава на вечерашната емисија и можеби баш убаво налетавте со овој вовед што го правите. Денес имавте интервју на Нова ТВ кај колешката Билјана Секуловска со колегата Зоран Димитровски Жоро и таму ве гледам објаснувате цела една теорија за така наречената меморија на рибата. Кога го анализирате СДСМ и лошиот резултат на изборите, ја се обидувате да воспоставите таа теорија дека практично СДСМ има рибина меморија и дека се обидува да заборави што се случувало за да сега со метли се обидува да исчисти ситуација. Што сакате, можете ли тоа да го малку потемелно? СДСМ мислам дека во текот вчерашниот ден ја исфари таа теорија дека де факто граѓаните кои не излегува да гласа за СДСМ во случај заборавиле што беше груевизмот и имаат меморија на риба. А ја не сметам дека е така, ја сметам обратно. Граѓаните толку тоа го помнат и бараат одговори од СДСМ што СДСМ презеде кои СДСМ не за ги да нуди. ги санира последиците од груевизмот. Напротив, во СДСМ функционерите имаат меморија на риба. Затоа што јас гледав за пример. Тепање на студенти во библиотека. Што направи СДСМ за да го открие командантот на акцијата на полицијата? Понатаму, А1 телевизија затварање брутално насилно. Што направи СДСМ во сите овие години за да открие кој стоеше за акцијата за А1 телевизија и кој беше позадината? Понатаму, Мартин Нешковски, убиство во несреќно убиство кое
се случи на партиска прослава. За кој исто така СДСМ имаше своји теории, притисоци. Теории, дополнителни сознанија дека ќе се открие во јавноста вистинските извршители и така натака. Што стори? Па Никола Младенов, па студентски избори кажа се само дека ВМРО наметнуваше со полиција, со шлемови, со насилство во изборниот процес. Што направи се само да го делегитимира тој избор на студентскиот совет таму, како се викаат веќе. Имат изменал моје време кога бев студент на УКИМ. Понатаму има еден многу интересен случај. Се само вика дека во време на груевизма се оценувале жени со инвитро оплодување во општините за да добијат, да мора гласаат за ВМРО за да добијат таква услуга. Што направи се само да ги открие кои се тие началници? Што тоа го правеле? И каде е правдата за тие жени? Кажете цела една серија од случаи на кои што СДСМ Скопје 2014 да ги потсетам ли СДСМ или заборави? Не, тоа се клиентелистички работи што ги правеше. Нема тука клиентелизам, нема тука. Да ги потсетам СДСМ на 20.000 прислушувани граѓани? Каде е одговорност за тоа? Каде е одговорност? Добро, што се однесува до 20.000 прислушувани граѓани? ДПМН се плати цехот, не паднавме на вас. Така е, меѓутоа за 20.000 прислушувани граѓани во тек се неколку процеси кои треба да дадат одговор. Но овие случаи што ги броите, а кои што де факто се нешта на кои што СДСМ градеше еден политички капитал да го сруши ВМРО ДПМН. Или диво населје. Диво населје се разбира, нема ни и од истрага за целиот случај. Една катастрофа, безбедносна дебакл со многу мртви, со многу мртви, ништо не прават. Ако на тоа го додадете и бегството на Груевски, тоа значи дека народот има добра меморија. Сакам да кажам, пораката на овие избори од народот. Народот му кажа дека овие работи не ги заборави, ама ги заборави СДСМ. Тоа е пораката. Јас сметам дека, видете, 11 години беше период, не сите се разбира, период во кој што се случија многу лоши работи, на кои што СДСМ, како што велите, градише политички капитал, меѓутоа кога дојде на власт, испадна дека само треба да гради надворешна политика или, како во христијанството, нека ми прости Господ, добро тие тоа го правеа, ние ќе го удриме, ќе после една шлаканица, ќе го свртиме и другиот образ. За жал во Македонија така не функционираат работи. Добро би било да е така, да секој си ја научи својата лекција, меѓутоа, додека некои работи не се истуркаат на чистина, за да се види дека правото и правдата, односно дека правдата има само еден аршин, не постојат два краја на правдата. Сега гледайте, јас денеска пишувам за тоа, се извидам што ќе се вмешам, меѓутоа, одеднаш после првиот круг ВМРО заборави на Преспанскиот договор и веќе целата кампања е право и правдина, а СДСМ наместо да се фати за правото и правдината, тие метла на градоначалници прават, бидејќи тротоарите не бидат порачени. Горан, ги правите ли овие анализи во коалицијата, меѓу другото еве и ова што вечерва го разговараме после првиот изборен круг? Има ли таму јасна представа, бидејќи на вистина јас сум сепак само еден обичен коментатор, меѓутоа сум скандализиран од тоа да Заев мисли дека со градоначалниците ќе ги замети, дека тоа ќе биде одговорот на ова, како да кажем, анемија гласачка која што им ја влепија во лице 200.000 граѓани. Денес имавме собрани и токму така еден револт имав од аспект што новиот закон за судски совет го одложивме последна точка под притисок на ДУИ и ВМРО ДПМН, бидејќи сакале да зборуваат за партизирано или за неслободно судство. Ако има некој на таа тема што да зборува, сме тоа ние. Имаше потреба последна точка со страв да не се воопшто донеси, да се одлага, да се плашиме од дискусија на самата седница. Не, напротив, требаше да дискутираме и да ги подсетиме и едните и другите и сите всушност што се правеше 11 години во судството. Да, ама они ќе ги подсетат што правите 2 години. Истите суди. Дека имате можност 2 години тоа да го поправите како коалиција, не има устав, кој што устав не може да се гибне и туку така некој ако мислел дека ќе брка суди, не оди тоа. Не зборуваме за судиите, зборуваме за дел работи кои можела и самата влада да ги направи. Генерално и да се навратам на прашањето, поентата е што ние треба да си ја спроведиме агендата која што ветивме кај граѓаните во право. Имавме програма пред која што излеговме пред тие граѓани, ветивме реформи во многу области, реформи во администрација, начин на вработување, реформи во судството, реформи во образование, реформи во здравство. Мандатот помина, ние уште анализи правиме и тоа е проблемот. Не се проблемот
Мислам да, нестручноста на некои кадри, меѓутоа ако дојдат исти такви, нема да има ништо, реформите мора да се работи по агенда. Само ќе ми извините за кратко. Тоа е суштинската разлика помеѓу ВМРО ДПМН и помеѓу Социјалдемократскиот сојуз. ВМРО ДПМН од секогаш знаел да прави грешки, од 4 работи можеби 3 ќе направи грешки за еден временски период, ама една ќе биде добра и ќе остане запаметена. Социјалдемократскиот сојуз, односно еве да не бидам груба, можеби сите кои што се во мој кампус таму. Тоа сакам да докажам. Генерално зборувам, додека овие ги работат 4 работи, размислуваат што треба да прават. Тоа е разлика. Видете сега, јас не сум СДСМ, ниту да ги бранам, не сум ни адвокат, јас сум Либерално-демократска партија. Ние зборуваме генерално. ВМРО толку многу што работеа, па имавме толку напластени проблеми. Не можеме да речеме дека ова влада па ништо и не сработила, можеби на домашен план не сработила, меѓутоа меѓународните како ги деблокирала сите процеси. И ако гледате сега, мене ми сметаат анализите кога викаат лошиот резултат е резултат на тоа што граѓаните биле револтирани од промената на уставот. Граѓаните дадоа 600.000 гласа за промена на тој устав. Сега дадоа 300.000 гласа, значи не е проблем, против промената на уставот, ако така може се толкова. Не е тоа аргументот, ако сакаме се враќаме на анализата на Богоевски. Ако сакаме да имаме лажна визија зошто ги изгубивме гласовите, ќе велиме да ги изгубивме од името двојазичноста, ние ги добивме локалните избори, после двојазичноста цела Македонија се победи коалицијата, значи не е тоа. Сакам само уште малку да го организацијски одвнатре да ги направиме реформите. Извинете. Горан, сакам уште малку да го протресам, па ќе се надоврзите, сигурен сум дека имате. Референдумот од тоа што ние од надвор го знаевме, беше практично ми се чини дека коалицијата на власт беше исклучена од СДСМ од водењето на референдумот. И референдумот помина така како што помина. Дали сте сега вие како коалиционен партнер вклучени во правењето на изборната стратегија? Колку се чувствувате дел од целата оваа приказна, вклучувајќи оваа сега втор круг некаква нова стратегија за оправање на работите? Или е тоа пак повторно доминирано само од СДСМ? Знаете зашто ве прашувам? Сега гледайте, со сите ромски партии во СДСМ, во Шуто Оризер имате полоши резултати од кога сите беа кај Вагора. Да ви ја спомнувам Битола, да ви спомнувам, мислам, можам целата карта македонска на тој начин. Сте ли дел од тоа? Не сме вклучени во да речам правењето на стратегијата. Она што мене ми сметаше ако прашуваме, тоа е знакчето на СДСМ после претседателскиот кандидат. Ако рековме одиме со граѓански кандидат, поддржан од сите политички партии, од граѓаните, тогаш знак на политичка партија не му беше место на тоа личе. Прави ли ЛДП се што може за оваа кампања? Ние во првиот круг направивме се што е во наша ингеренција. Ги извадавме сите наши членови на гласање, без нашите, доколку одевме самостојно, а таа одлука сменавме малте не во 5 до 12, ние со нашиот квантум на гласови ќе допринесевме сега да ги изгубиме сите изборите. Така да нашиот влог првенствено е тоа што го поддржавме кандидатот и тоа што нашите гласачи излегоа и го поддржавме кандидатот. Тоа и Дуи вика и ние направиме се што сега сите си имаме гласачи, сите си имаме гласачи, па математиката тогаш некој да се израчуна колку гласови имал. Ние си ги знаеме нашите гласачи. Имаме ли потреба уште да го анализираме СДСМ? Повелете, Петар? Па можеби она што спомнавте околу таа анализа, а во насока на ВМРО ДПМН, односно на очекувањата во ВМРО ДПМН, токму тие очекувања од околу 350.000 традиционални гласачи на партијата, зголемени плюс од господјата Сијановска поддржувачи кои би дошле евентуално, а беше дадена таа задача или тој таргет, само ради анализата дека СДСМ на оваа криза економска во земјата, на тоа решавање на името, грчкиот договор, бугарскиот договор, тиранската платформа или двојазичноста, како сакате да речете го, другите прашања внатрешно, очекувањата беа дека СДСМ ќе изгуби далеку под нас, бидејќи реално е така. Сега ние се соочиме со малце горка вистина. СДСМ сепак и еден глас повеќе од нас на председателски избори е глас повеќе од нас. Победник. И СДСМ на некој начин победи со многу мала разлика над нас, а ние, наместо да пораснеме од оние 335.000 гласови кои ни ги остави Груевски во наследство, кога он доживеа тотален крах на поддршка на граѓаните. Мислите на последните
локални избори, Локални која избори. го напушти функцијата председател на партијата, каде што ние изјавивме реформаторите огромно задоволство на заминувањето на Груевски, нели? И нашата желба и битка за реформи во ВМРО беше токму тоа, да ја прошириме Зошто паднавте уште 15.000 да прошириме садот на ВМРО ДПМН, просторот, за гласовите кои разочараните од СДСМ, шарени, марени, вакви, онакви, ќе се соберат во нашиот сад. Ама ние требаше да го прошириме тој простор. Ние останавме во затворена чаура и ние во тој простор имаме се ставено, нема место едноставно да се прошириме. Ние немаме капацитет како партија да ги прифатиме разочараните од СДСМ, да гласаат за нас. Не, ја не би рекол дека немате капацитет, можда немате политичка платформа. Уштува се, нема тоа е садот. Да, Да ме добро, разберете. сакам да кажам. Сега, ние дополнително направивме обратен процес. Исплашено на срещните движења во партијата. Не уште повеќе го стеснаме просторот. И ако ги трнеме сега гласовите кои Давкова ги донесе на наше конто, ние сме паднале под 300.000 гласови, као политичка партија. Тоа е минимум под сите минимуми во историјата на ВМРО ДПМН од 90 година вака. Ѓу стана точно ли И ова? тоа е многу сериозен проблем за Математички, што нас. би рекол Христијан Мицковски, е точно. Меѓутоа, од формален аспект, од она што значеше да имате еден октруиран председател, кој како чашава вода вака ви го ставаат и Еве, ви ја го ќе се даваат, напијам. апсолутно на здравје, тоа значи дека цела оваа кампања, која што ја направи господинот Христијан Мицковски, заедно со личност која што еве условно речено е неутрална личност, беше уствари Мислите на кампања за отсутна негова, личност? да, за негово устоличување, заради тоа што тој прво не беше сигурен и тие 270 до 300.000 гласови, кои што се стабилно гласачко тело во Република Македонија на ВМРО ДПМН, кој год да поставите, XY личност, тоа е за пофалба, затоа што ВМРО ДПМН е партија која што се уште е така организирана како што е, по некој принцип на пирамидала, за кој што еве и јас и тој баравме да има проширување, да има поголем демократски процес, меѓутоа луѓето си се навикнати така да гледаат. Значи во овој момент тој, ако не се плашеше дека и тие гласови нема да ги добие, тој ќе направеше кампања уште и за референдумот. Но Ѓуги стана, ви се молам, од ова што и двајцата го говорите, ако можевме пред избориве да разговараме за неизвестност околу позицијата на Мицковски, Сега е таа зацементирана. дилема е завршена. Точно. Мицковски си отвори целта и се чини прилично стабилен и практично на еден среден рок, тешко дека некој ќе може да го проблематизира во ВМРО. Јас мислам дека е тоа резултат повеќе на падот на СДСМ потврлањето. Апсолутно така е. Меѓутоа, Апсолутно знаете како е така. политиката? Може да Политиката се вклучам во врзани тоа? садови. Може да се Како да не? вклучам? Кога ќе збориш во ВМРО ДПМН за промена на статутот, знаеш ли како те гледаат? Као да си смртен непријател на Христијан Мицковски. Некако да Пред работиш тоа- со Социјалдемократскиот сојуз. Пред тоа као да си смртен непријател на Никола Груевски, пред тоа на Љупчо Ѓурѓиевски и така натаму. Не баш. Проблемот знаете каде е? Они не сакаат да го прошират видикот и да разберат дека демократските промени кои се бараат во ВМРО ДПМН не се директно поврзани со политичките кариери на 25 души или 20 луѓе од ръководството на партијата. Суштината на реформите на ВМРО ДПМН е таква да понуди решение, да даде понуда на оние граѓани кои престанале себе се идентификуваат со Социјалдемократскиот сојуз или со Владината коалиција или со и албанците, и турците. Не, мислам дека таа приказна со Сите албанците дојдат. ја Да, затворивте. врши затворена. за Таа е догодно за сите време. времиња Ама за жал, Македонија на мало, македонците. да. Но ве молам, Така е. таа Така е. приказна ја затвори оваа погрешна кампања Така е. и овие погрешни политики. Јас мислам дека и Реформите таа Груевски имаше приказна ја подобра отворија. приказна, да. Ние имавме апсолутни, сега имаше дел активисти кои го поддржаа Стево Пендаровски во оваа кампања председателска, а албанци кои беа подготвени да бидат предводници на новиот дел на ВМРО ДПМН кој ќе имаше апсолутно албански презнак. За жал ВМРО ДПМН со спречување, со пресекување како со нож на реформите изгуби ВМРО ДПМН трајна вредност, изгуби шанса да денес прославуваме со 400.000 гласа, не со 300.000 гласа. 330. Добро, што Тоа е е право суштината. во политиката, кратка е меморијата, не само оваа за која вие говорите риби. Затоа сме ние тука да посетуваме. Така е, сакам да кажам, гласачите, знаете како, после известно време се спремни и се подготвени се да забораат. Горан, вие сте партија која што е центро десна и која што практично мислам дека ВМРО ДПМН не е
за секојаш исклучена опција за некаква коалиција. Овие со вашата партија. Овие анализи ви се чинат ли точни кога го гледате денешното ВМРО од позиција на како да кажем мала дистанца од целата таа ситуација? Генерално се тука затоа што мислам дека нови избори граѓаните му дадоа жолт картон на сите политички партии во Република Тоа е битолски му даде, некој им даде. Им даде, добро. Ние со Петар може би имаме тука со битолците ќе биде пореков да чупето и така. Така да зашто има најубави чупиња. Така да не е ништо изгубено за власта или особено за неголемата владеачка партија СДСМ, затоа што ова е жолт картон. Граѓаните не се слеја, не е црвен, затоа што оние граѓани 140-150 илјади кои што одлучија да одседнат дома бидејќи беа разочарани, не му дадоа довербата на ВМРО ДПМН, туку дадоа жолт картон. Дечки, поправете се доколку сакате да ја вратите нашата доверба. Со други зборови, мислите дека нешто од тоа ќе излезе во вториот круг? Како едно отрезнување, како едно задоволство од жолт картон, ама да не биде црвен во таа смисла? Например, Битолас, власта доби 17.000 гласови. Мислам дека докај 22.000, значи некаде има капацитет и 5.000 гласови плюс да излезат. За вториот анализирам во Битола, мислам дека така ќе биде во цела Македонија. Практично ВМРО ДПМН ги повтори резултатите од локалните избори, некаде дури и со намален, само да мислата. Значи ВМРО ДПМН ова што кажувате, Кристијан си ја зацврси, сушност тој оваа битката ја доби на овие избори, да си ја зацврси. Беше битка за бројки. Позиција против реформаторите, се бореше против таа групација која што помогна околу, да речам, кои се таму поранешните министри и така натаму. Тој ја доби внатрешната битка. Да, тој дури сега вели може и да ги врати. Да ги вратиме. Така, сега него му е како да ги придоби овие 140.000 власта и како да ги врати назад. На ВМРО ДПМН во иднината ќе биде како да придобие дел од овие 140. Приказната за тоа кој е базенот за гласови на СДСМ и на коалицијата за вториот круг ми е повеќе или помалку јасна. Од каде ќе бара сега ВМРО во вториот круг гласови плюс? Бидејќи тоа треба бидат барем 3-40. Ова ви го кажував за долгорочно, а не за вториот круг. Добро, еве сега ме интересира. На кого можат тие да се обратат? Ајде, овие други имаат разочарени жолт картон и така натаму. Овие гласачи кои одбија да гласа за СДСМ, а се дел од онаа така наречена граѓанска будност. Тоа се некаде околу 150.000 граѓани, кои ако немавме таква миграција од земјава и толку млади, квалитетни, незаминени од Македонија, тоа ќе беше веројатно 200 и 250.000 луѓе и ќе беше тоа групација која секојаш ќе одредуваше власта и ќе имавме многу квалитетни влади во Македонија, за жал квалитетните не напуштаат. Од тие нема што да бараме ние. Џабе ќе правиме себе со шарената револуција, со овој со оној, невозможно е, они беа одлучени овој пат да дадат помаранџес, не жолт картон на СДСМ, но не беа подготвени да дадат зелен на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН има свој базен, на огромен базен на поддржувачи. Не заборавајте дека ВМРО ДПМН победуваше со близко 500.000 гласови со Ѓорѓи Иванов. Че ние имаме во изборни околности кога да речеме дека ние имаме дополнителни беше, но секако беа многу повеќе од овие. Но ние имаме дополнителни 50.000 ВМРО-вци кои не гласаа на овие избори. Мислите тоа се овие што бојкотираат? Не, бојкотираат се сосема други. Тие се еден дополнителен дел во партијата кој можеби ќе продолжат да бојкотираат. Дел можеби ова еуфорија позитивна победа и така ќе ги приведе. Меѓутоа, особено овие што ги спомнав јас, традиционални гласачи на ВМРО ДПМН, околу 50.000 кои не остасуваат тука во оваа бројка. Ако ги минусирам гласовите на Сијановска, онај делот од кој се доаѓа од специјалните структури на СДСМ, сепак привлече неколку десетини. Специјалните структури на СДСМ кои дојдоа гласови контингенти во ВМРО ДПМН, односно на контото на господјата Сијановска, тоаш ВМРО ДПМН има сериозна можност во вториот круг да покаже посериозен полова резултат. Џуги стана така вие? Јас не мислам сериозно. Па може оние минимални очекувања. Мене ми се освари мојата бројка за првиот круг. Ја мислех ја максимум наш 320. Меѓутоа сега за втор круг
со ова еуфорија и она како граѓаните ја разбраа пораката. Една победничка атмосфера после губењето на изборите. Имаме можност да стигнеме и до 350.000 гласа. До 350, значи 230. Џуги стана, вам ви се чини тоа реално? Па не мислам јас дека тоа. Прво кај бойкотирам, самото тоа што веќе се смени плочата во која што кандидатката Гордана Силјановска рече, мојата кампања не е насочена кон враќање на ВМРО ДПМН, како да не бараше предвремени парламентарни избори, туку е насочена директно кон мене. Тоа значи дека сега веќе таа е независен кандидат кој може да се обрати во бойкотирам, може да се обрати и кај Блерим Река и покрај тоа што имаше кампања во која што лидерот на партијата викаше Македонија на македонците, нам ни требаат вашите гласови, нам не ни требаат други гласови. Што значи дека практично тука прилично е затворен кругот, дури ако тргнеме од тоа дека ако бидат полоши временските услови, а мора да се помолиме на Господ што навистина имавме убаво време, оти во Македонија, ако ситно ветре продува и росичка има и така, тоа веќе 10-15% оди надолу, не можете да ги стерате луѓето да гласаат, или им треба силна мотивација. Јас мислам дека ќе биде успех и да ги задржат овие гласови. Горан, како се чини овие проценки, држат вода? Јас мислам дека власта ќе ја зголеми разликата, не дека нешто е еуфорично сега, меѓутоа реално ако гледате наназад сите изборни кругови за председатели, односно секаде каде што има два круга избори, значи секаде каде што има два круга избори, владеачките партии, не велам се СДСМ, владеачката партија го зголемува квантумот на гласови. Вие сетете се Борис Трајковски, чинам од 220.000, рип на втори круг на 500.000, или како беше? Добро, имаше и така тука имаше таму малку секогаш нешто има. Добро, има и колачите од власта. Статистиката вели дека во вториот круг секако излегуваат повеќе гласачи, не знаеме дали ова некаква посебна историска ситуација во која тоа нема да се случи, но за предпоставка е дека нешто 1% секако ќе биде повеќе гласови отколку во прашање изборната стратегија на ДУИ. Точно. Дали ДУИ ќе дојдевме сега до тоа, дали ДУИ ќе остана затворени во нивната чаура, пошто они имаат нивна чаура, и ќе се полакома да дојдат до претседателско место преку искористувајќи позицијата председател на собранието и нема да и ќе направат таков инженеринг да нема доволно гласови за цензусот. Тука има нешто што сериозно ќе ги обесхрабри ДУИ, а тоа е денес се обидов да го разлистам уставот. И таму наследникот на председателот на републиката во вакви случаи не е баш председателот на собранието. Председател на собранието го наследува председателот на републиката. Кога му престануваат неговиот мандат по сила на устав, но во околности на оставка, смрт, уставен суд доколку му одземе мандатот и пишме поточно. Така. Но не и во ваков случај. Така да таму вика исклучително тие случаи. Затоа уставот пропишува точни услови за колку време треба да се распечатат изборите. Така е, но тоа не значи дека Талат Џафери по дефолт ќе биде председател на републиката. Може да продолжи мандатот на господинот Иванов. Добро. Не, го престанува на 12 мај. Да, се согласувам со тоа. Но кој ќе даде ова толкување на уставот зашто Талат Џафери не го наследува директно? Уставниот суд. Тоа не е стварно дека на Иванов му престанува мандатот. Барем нема да се расправаме. Слушајте, тоа ако да го кажете овие 200.000 што се воздржија, мислам дека не знам дали може да трчаат така и гласање. Во ред, меѓутоа, кога уставот не е прецизен во тој поглед, ДУИ не се толку комотни да седат дома. Добро, а што добива? Ајде да видиме. Не, ДУИ си е крива цената. Јас мислам, ја не ми е јасно што добива ДУИ со тоа. Оти јас слушам ова, гледайте, ДУИ доби сега еден, како што сите добија некакви шлаканици, така и ДУИ. Блерим Река освои 80.000 гласови. Ако ја проанализирате стапката, добро, ама ако проанализирате стапката на гласовите на ДУИ во СДСМ коалицијата, мислам дека таа не е ни половина од ова што го добил Блерим Река. На страна што тие говорат, нашиот ангажмент беше ваков, таков и така натаму. Така што не гледам што добива ДУИ со тоа што еве ќе влезе во таква компликувана заговорничка шема да Македонија остане без председател, а Талат Џафери неопходно да биде уште колку година, 2 председател. Не може 6. Па сакам да кажем што добива ДУИ од тоа. Не реков дека е страшно ако дојде Талат Џафери. Тоа е друго ако мислите дека на ДУИ му одговара политичка криза во државата. Може би затоа што тогаш на матно се ловат гласови, меѓутоа во овој случај, бидејќи тоа е можно, бидејќи самата политичка криза не, меѓутоа
очигледно на бројките никој не се надеваше дека ќе бидат вакви. Први по основ на излезноста, второ што дуи својот тивок бојкот. Тоа може да се види бројките таму, посебно кај што се они во посебни немешани етнички општини, кај што исклучиво имаме албански гласачки електорат. Студеничани, Рачиново, Липково, Рачиново дуи изгуби на локалните избори од СДСМ. Изгуби, да, меѓутоа сега не излегува. Капацитетот на дуи, јас се согласувам, ќе ве прекинам двајцата. Значи имало досега два случаеви кога председателот на собранието ги врши должностите, тој не е председател. Јас се согласувам дека со Сашо се согласувам тука, мислам нема логика дуи да нешто да работел, за Талат Џафери да бил трипе. Тој не е ни председател, тој е вршител, ги извршува функциите на председателот. Да, меѓутоа он е доволно комотен да него повика своето членство, па тие имаа бојкот во овој. Знаете зашто сум загрижен јас? Апсолутно имаа бојкот. Чаир победи коалицијата, Струга победи коалицијата. Значи колкав е капацитетот на дуи, тоа е друго прашање. Па тогаш треба да се секира дека нивното место може да настане и по инакви прегрупирања во смисла на нова коалиција, заради тоа што веќе другата партија добива на важност. Со други зборови, ова сценарио, да, повели Петар, дали ова сум најзагрижен. Опиени од партиските интереси сите ние. Забораваме дека нашата земја се наоѓа во историски клучна година за нас. Година која треба да станеме земја членка на НАТО, односно година во која треба да се остварат нашите евроатлантски амбиции. Како не ви е срам ова да го зборите, Петар Богоевски? Вашата партија се дистанцираше од процесот за НАТО влегување. И сега вие од историска позиција ни држите лекции, па не се потруди ВМРО ДПМН, ми барем пречутно, премолчено го поддржите. Меѓутоа јас како личност, како Петар Богоевски, имам кредибилитет ова да го кажам. Па затоа ви викам. Бидејќи јас бев демисиониран од ВМРО ДПМН зашто барав ВМРО ДПМН се вклучи во евроатлантскиот процес. Сакам да кажам повикување на такви високи политички стандарди. Не сакам само да го кажам. Сега имаме евроатлантски амбиции. Кој да биде избран за председател од нив двајцата? Па и нека биде Талат Џафери биде. Ние не смееме да направиме ништо кој ќе ги загрози тие евроатлантски амбиции на земјата. Па ништо не ги. Тоа не е нашата водилка, тоа не е нашата ништо не ги изборите, беа мирни, беа без никакви проблеми. Брисел вели, гледайте, направете демократски избори, нас не интересира дали ќе изберете председател. Само немојте да имате такви избори кои што ќе не спречат да ве се разбере. Декларативно, но доколку се случи. Да, може да биде изговор, тоа сака да ја кажам. Не, доколку се случи после изборот на председател на Републиката да биде нашиот кандидат, господјата Давкова, Гордана, во таков случај имаме ние двојна опасност сега за ВМРО ДПМН. Ако она остане дека никад нема да употреби Северна Македонија, не може да го кажам ова. Заврши тоа. Со првиот круг заврши таа приказна. Не заврши. Доколку тоа се случи така, тогаш ќе загрозуваме оваа крајна цел. Или обратно. Ако тргнеме во процес на легитимирање на Преспанскиот договор, тогаш ние сме ги изгласали, изневериле гласачите кои не поддржале. Тоа е поточно. И таа цена ќе платиме многу скапо на парламентарните избори. Тоа е точно. Пошто вие речат, па чекајте, вие ветите дека ќе вратите името Македонија. Сакате да кажете дека имате неавтентичен кандидат за председател кој може вакви збрки да прави во однос на интересите на партијата. Ама таа сама си ги прави автентичност. Па така е, таа сама си ги прави. Прво беше, извини Петар, прво повикуваше на предвремени парламентарни избори. Мислам, не е проблем жената. Јас ја познавам подолго време, обстојувала на политичка сцена, била министер, дури сме работеле во ист период кога бев во собранието. Меѓутоа, ако вие истапувате пред прво како граѓански кандидат, а одите на конвенција, наместо обратно, тогаш јас не знам што да очекувате. Вие станувате поголем католик од неговата светост папата. Со тоа што повикувате напред, да, ќе дојде тука. Ќе го прашаме, ќе дојде. Не, без да беше на конвенција Силјановска. Поентата на тоа дека она отворено кажува дека не е ВМРО-вец, конзервативец или дека не е припадне нашата партија. Она се декларира во политички смисла либерал. А што мислите дека гласовите ги доби не заради тоа што ќе го врати името, па ја познавам милион мали наши луѓе кои што се патриоти и кои што сметаат дека ќе се врати со устоличувањето за председател, дека таа ќе направи се за да го врати името Република Македонија и при тоа, пазете, не да го врати, него Македонија да остане членка на НАТО, ако го завршиме ратификацијата и да биде успешно примена во Европската унија. Тешко дека познавате милион, можеби 319.000.
работата. Меѓутоа, зборувам за луѓе треба кои да се биде во патриоти. насока на заштита македонски национални интереси, но не на основ на бајки, на основ на реалност. Ова ми И прави можност. добар вовед за можеби за завршната тема која сакам да ми ја малку разјасните. Сега следува ова што следува уште овие 10 дена. Овие 10 дена колку се всушност решавачки самите кандидати? Или сега веќе ми е се бидејќи гледате, слушам дека се нуваат 3 меѓу другото повторно 3 председателски дебати. Па кој ќе ги гледа уште 3 пати? Ги одгледавме веќе. Што има тони ново да понудат? Веројатно ништо. Ве прашам сега што ќе одлучува наредниве 10 дена? Овие избори мора да успеат. Значи, наша задача на сите со амбиции во политика е да ги мотивираме граѓаните да излезат на гласање. Јас ќе се обидам на овој начин. Дали се свесни сите тие кои останаа дома и не гласаа, дека ги плаќаат овие избори? Дека ја плаќаат кампањата и на Давкова и на Пендаровски? Дали се свесни дека ние со нивни пари си играме избори и си тераме кампања? Од буџетот на Република Македонија ги наполнивме партиските каси, како немој. Немојте да трошите зборови на овие, не, тоа е како да кажам, суштина. високопарни се тие позиции. Не, тоа е суштина. Не, тоа е суштина. Зошто седите дома и не носите одлуката во ваше име за идејата на државата, а во исто време плаќате од вашиот џеп за ова што се случува? Гласачите ние немаше да ги имаме овие две партии до сега. Значи, немојте да мислите дека гласачите ни доаѓаат од демократска Франција. Ова се македонски граѓани, со македонски политичари кои го делат тој менталитет. Затоа е тука новата генерација политичари тоа да го промовираат. Добро, кажете ми, еве Ѓугистана, вас ве прашувам. Кажете ми сега Пендаровски и Гордана. Мојата теза е дека сега може ли да очекуваме дека клучен дел од кампањата ќе бидат партиските штабови и машинеријата на терен, а не самите тие? Клучен дел ќе бидат кандидатите, нема да бидат клучен дел, тие рекоа се што имаат. Сега клучен ќе биде пазарот што ќе го направат политичките лидери и каква ќе биде цената на пазарот. Имаат политичките лидери моќ да натераат 30-50 илјади луѓе да гласаат за едни или за други? Па власта има повеќе капацитет во тој дел во однос на опозицијата и мислам дека ќе ги мобилизира сите своји можности. Мислите се подкупи или мислите со апели? Па апелите тешко погаѓаат, мислам со конкретни програми во кои што можеби ќе се ветуваат работи кои што власта може да ги реализира. Горан, планирате такво нешто да речеме? Реков, не сум дел од она. Не, оти да се подудиме, види, нешто ќе одработиме. Власта се разгуби. Не. Онаш и јас што го гледам овие денови, власта се обидува да ги охрабри оние кои што биле разочарани, да ги мотивира да излезат со тоа што ветува промена на начинот на владење, промена на раководните кадри, се влијае. И локалните и градоначалниците можеби најниско на хиерархијата, но влијаат. Игра оваа реторика на Заев за метлата и градоначалниците? Ма видете, јас на мојот инбукс стига пораки, каналот не ни е изграден, ние цел влез не излегуваме на избори, да ви биде јасно. Значи има такви луѓе кои што имаат проблеми со локалните проблеми, но има луѓе генерално што сакаат да ги видат во затвор оние што краделе, што сака да ги видат надвор, што не сакаа пазарин и така натаму. Значи имаме суштински некои проблеми кои што луѓето ги мотивираат дома, но имаме и некои локални прашања, вклучително тука и лошата некаде кадровска политика. Сега гледам стратегијата да се вети дека ќе се подобри тоа нешто. Знаете, можете и да излажите, меѓутоа идат следни избори последна година. Тука нема лага, затоа што нема да имате поправен уште еден. Од маздата е најсладка кога се сервира студена. Така да ова е. Мора да испорачат. Јас затоа верувам дека ќе се испорачи ова година дена до избори, дека власта ќе направи максимум да ја промени сликата за себе. Со други зборови, вие мислите дека Заев се уште има кредит во јадноста со своите ветувања? Има кредит и со оглед на тоа дека бројките се многу блиски, а стравот од враќање на груевизмот како правец кој што го преживеа овој народ, со сите шарени револуции, со сите протести што народот го имаше, мислам дека ќе ги мотивира оние граѓани кои што дури и да не сакаат да гласаат, ќе излезат да гласаат за да не победи опцијата која што не влече нас. Така и опозицијата, пошто не ја завршив мислата, опозицијата гледам дека доволно ги пратам на социјалните медиуми и оние кои што дел бойкотирале и што не излегле. Гледам се охрабрени сега дека ете има шанса да се вратиме на власт. Некои луѓе кои што се крија или се додворува, сега ги гледам први вечер да аплодираат таму Гордана, што значи дека има простори да на крај само да гарантирам дека ВМРО ДПМН дополнително ќе се мобилизира и ќе на вториот круг ќе обезбеди дополнителен контингент на гласови. Значи не е до кандидатите, до партиите. Оној цензус до
до 40%, 720.000 гласови, делот ВМРО-вскиот дел, така да кажем, во наводници, ќе биде исполнет. Дали владата ќе го исполни низиниот дел, се надевам, бидејќи пред се посакувам да се избери председател. За се обиди политичкиот криза. Што биде тесно, тука е цензусот. 4 тука ќе се врти, нема да биде нешто драматично дека гласовите господинот река се ќе ги нема во вторник, он треба некој да ги артикулира. Треба некој да ги прибере. Дали ќе успее тие се представници на потрадиционалниот дел од албанските гласачи, кои би требало традиционално да гласаат за ВМРО-ДПМН, доколку не беше ВМРО-ДПМН со вакви пораки кои што е денес, и доколку имаше свој кандидат конзервативец. Сега ситуацијата е неизвестна. Добро, самите ме терате да ви го поставам прашањето со кој ќе завршиме. Што ако не избереме председател? Во која фаза потоа влегуваме? Прво ги прашувам веќе неколку пати моите гости по разни формати на овие емисии на 1 ТВ. Прво, очекувате ли дека доколку според уставот се разбира во некаков рок во кој ќе мора да се распишат нови избори, иако и тоа сега е прашање со која изборна комисија, дали ќе се менува закон и така, но да речеме, дали ќе бидат истите овие кандидати за председател? Сигурно не. Сигурно не. Значи ќе мора да се оди со нови. Господинот Пендаровски може да проба повторно. Мислам дека тој, ако ништо друго, навистина изјави дека ќе се повлече од политиката. Ќе се оди со други кандидати и ќе се распишат веројатно можеби во пакет со парламентарни избори, ако не се оди на ВМРО-ДПМН ќе исфрли ВМРО за кандидат. Но добро, ако е така, не е ли тоа всушност остварувањето на барањето на опозицијата да се спојат председателските со парламентарни избори? Па ние не знаеме дали постои договор меѓу позицијата и опозицијата, затоа што премиерот и председателот на опозицијата има искриени разговори. Не е ли тогаш интересот на премиерот, односно на власта, да влезе можеби во менување на уставот за тоа како се бира председателот, а не во одење на Лично како човек сум строго против избор на председател во собрание. Добро, ама тоа вас никој не ве прашува. Има референдум, вие ќе гласате, мене никој не ме прашува. Ќе гласам против. За тоа ќе одлучува овој. Да, ама веројатно тоа ќе одлучува овој состав на парламентот. На собранието. Јас го поддржувам тој став без оглед на било кој кандидат. Мислам дека на Македонија премногу ќе дојде во една година два пати да го отвараме, као конзерва и да го затвараме уставот. Добро, ама тоа што значи? Тоа значи дека ќе се оди на избори заедно со парламентарни. Зашто да не? Судбината да прашам кому му одговара тоа. Јас не сум сигурен мандатот го даваат граѓаните, мандатот се враќа на граѓаните. Прашањето ви беше што ќе се случи. Мислам дека драматично нема ништо да се случи. Како што викаш Иванов, после 5 ќе дојде 6. Председател на државата е протоколарна функција. Да речеме дека има тука и различни. Сега нешто Иванов околу објавите во службен весник всушност ја подигна цената што не го почитува уставот, што не е уставот е недоречен одредил, но ниту Григоров се чувствуваше протоколарен политичар, ниту Борис Трајковски, а за Бранко Црненковски да не ви објаснам. Мислам дека функцијата председател е повеќе протоколарна. Добро, Македонија е парламентарна демократија. Целата власт е во собранието и во владата, да речам, не сме ние председателски систем, и од тој аспект мислам дека нешто драматично, некоја криза политичка нема да се случи. Одлука, да речам, програмска на Либерално-демократската партија е председател да се бира во собранието на Република Македонија, но со двотретинско мнозинство. Тогаш ќе се бира човек кој што е надпартиски, кој што нема универзитетски професор. Тогаш ќе се бира човек во клуб на пратеници, а не во домот на пратеници. Која што ќе биде прифатлива од сите, значи нема да биде строго партиско послушно решение со двотретинско мнозинство. Само да гледате Грција, ако не се избери во 3 гласања председател, се распушта собранието. Така да на сите ќе му одговара да бидат избрани. И второ, ако тоа не помини, ние не сме да се намалува цензус или без цензус, пошто ние не бираме председател на местна заедница или на куќен совет, па да биде без цензус. Значи, сепак треба граѓаните да имаат доверба во тој што ќе го гласат и да излезат на избори. Ама кој е протоколарен? Ако е протоколарен, тогаш зашто ви е цензус? Ако некој 10% излезат од граѓаните, значи тоа не е легитимен председател. Велиме во куќен совет да смените нешто, ви треба мнозинство 51%. Тоа сум јас за Боровец. Значи најверојатно поддржам програмата не само да завршам реченицата. Затоа мислам дека наредното, ако не е во собрание, тогаш ќе биде паралелно со парламентарни избори за некој догледен период од 6 месеци и така натаму, за да има и цензус. Јуни 2019 година. Мислите со Европа, со Брисел? Македонија мора да започне разговори
тоа не зависи од тоа дали ќе има председател. Ништо нема во политиката да се мора, Петар. Се што е домашна задача. Домашна задача. Да, тоа мораме да ја завршиме. Да си ја напишеме. А дали на европските избори ќе имаме таа среќа, повторно победат силите политички на ниво на Европска унија, кои се за проширување на Европската унија, мислам дека ќе имаме таа среќа, веќе нашите партнери кажуваат дека добро стоиме сега за сега на европско ниво. Тоа јас сум искрено верувам во тоа и мислам дека имаме шанса Македонија на вистина да направиме европска земја. Можеме со оваа констатација да завршиме емисијава и Ѓуистана имате... Јас само сакав да докажам дека останувам до крај доследна на своите ставови, кои што се можеби уште од 90-та година исти и никогаш не сум ги променила, дека Македонија е многу мала држава, дека не може да има некој хибриден систем со председател кој се избира на непосредни избори, а кој што нема можност да го распушти собранието, прво, ако се... И дека треба да таа можност ја има собранието, со тоа што можеби во дел од ингеренциите на председателот ќе треба да бидат намалени. Ѓуистана, па да откажем реклами да продолжиме во наредниот саат, бидејќи ова е за цела тема. Така е. Да речеме дека ова ќе го разговараме доколку не се избере председател. Вие прашавте за тоа. Така е, знам, ама јас реков кратки одговори и добив, се разбира. Па за тоа анализираме се. Еве ви ветувам дека можеби не со вас, но тоа секако ќе биде тема која ќе мора да дискутираме доколку вториот круг од председателските избори не донесат председател. Зошто не и со нас? Па се разбира. Има коментари во јавноста дека едно 20 на луѓе во Македонија како да се платени на платни списоци. А јас слушнав дека наводно сме платени. Еве јавно да кажам дека никогаш ни една телевизија, ниту јас лично барам. Така е. Јас имам голем проблем. Господин Сорос нема замено пензија и остававме без паушал кој го добиваме. Ви благодарам за учеството во оваа емисија. Петар Богоевски, Ѓуистана Марковска, Горан Милевски, јас ви благодарам. Вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете и со колегата Кабрамов, кој што има уште една дискусија која ќе биде интересна за вас. Ова е НТВ, потоа следуваат завршните вести вечерва и утре влегуваме во нов ден. Се приближуваме кон празници, се приближуваме кон втор круг на гласање, така што не се грижете, ќе имате и време за одмор и време за возбуда. Јас сум Сашо Ордановски, ова е Печат на неделата. Пријатно и добра ноќ.